Соодветното и наменско трошење на парите на граѓаните е основа не само за доброто владење, туку и за секоја една демократија. Како јавните институции менаџирале со буџетот и со парите на граѓаните, гледајте вечерва во Агенда 35, каде гости ни сте главниот државен ревизор Максим Ацевски и Сабина Факич од Центарот за граѓански комуникации. Во Агенда 35 ке гледате: откриваме недомакинско однесување со парите на граѓаните. Повеќе од половина од кредитите што државата ги зема не се искористуваат, а плаќаме огромни камати. Гостинка ни е Сабина Факич од Центарот за граѓански комуникации. Интервју со главниот државен ревизор Максим Ацевски. Граѓанинот треба да чувствува дека во суштина државата постои за граѓанинот, а не обратно, и дека јавните институции постојат за граѓаните, а не граѓаните за јавните институции. Следете на. Сте зелели некогаш кредит од банка за да изградите, на пример, куќа, ама никако да почнете да ја градите, а при тоа за позајмените пари си плаќате камата. Ова го прави државата. Од вкупно одобрени 3 милиарди и 100 милиони евра кредити за реализирање на проекти преку 12 институции, заклучно со првиот квартал годинава не се повлечени повеќе од половина, односно дури милиарда 750 милиони евра, главно поради застој и забавена динамика на спроведување на проектите. При тоа, само за неповлечениот дел од овие кредити, државата досега платила камати и провизии од дури 26 милиони евра, што е недомакинско однесување со народните пари. Најголем дел од неповлечените кредити и грантови за кои државата секако плаќа провизии се за капитални инвестиции, така што граѓаните се оштетени два пати. Прво преку трошоци од народните пари за неискористени кредити и друго недобивајќи ја потребната инфраструктура, улици, патишта, училишта и болници. Според одделни институции, апсолутен рекордер по неискористени а одобрени кредити е јавното претпријатие за државни патишта, но тука се вбројуваат и Министерството за образование, за транспорт и врски и Министерството за труд и социјална политика. Државниот завод за ревизија кој го нотира овој проблем укажува на потреба од забрзување на динамиката за реализација на отпочнатите проекти, што ќе има значајно влијание врз развојот на државата, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, како и рационално користење на парите од државниот буџет. Дали платите на функционерите во нашата држава се поинтересни од ова што во суштина имаме одлив на огромни средства во меѓународните кредитни институции, каде што имаме забавено темпо на капиталните инвестиции и каде имаме сериозни проблеми во единиците за спроведување на проектните активности. Во интервјуто, ревизорот Ацевски открива дека по наодите биле задолжени повеќе институции, вклучително и кабинетот на премиерот, за решавање на овој проблем. Но наспроти владиниот наратив дека капиталните инвестиции се реализираат на рекордно високо ниво дури и за време на енергетска криза, едно најново истражување на Центарот за граѓански комуникации сепак покажа дека зад овој навидом позитивен тренд всушност се кријат расходи кои по својата природа се тековни, но се прокнижени како да се капитални. Фактот дека енергетската криза и финансиската криза секако во 2022 година неповолно се одразиле врз капиталните инвестиции кои требале да придонесат кон подобар квалитет на живот на граѓаните, е всушност прикрија со несоодветното прикажување на дел од буџетските расходи. Станува збор за расходите кои биле направени како резултат на поддршката на АД Електрани во текот на 2022 година, кои биле прикажани всушност како да се капитални инвестиции, а во најголем дел станувало збор за расходи кои биле насочени кон набавка на мазот во текот на таа година. Понатаму во капиталните расходи секако несоодветно се вклучени исто така и враќањето на долговите на АД државни патишта и на Македонски железници транспорт, затоа што овие државни претпријатија ги немале парите за да ги вратат кредитните рати за кои всушност како гарант се јавува државата, по тука тие пари ги платило Министерството за финансии. Станува збор вкупно за 131 милион евра, секако голем износ и голема вредност на расходи кои наместо да се прикажат соодветно во буџетот за 2022 година, всушност во завршната сметка тие се евидентирани како капитални расходи и во јавноста се создаде илузија всушност дека енергетската криза не влијаела врз капиталните расходи и дека капиталните расходи во 2022 година оствариле рекорд.
Факич вели дека трендот на сметководствено евидентирање на исплатите кон АДСМ како капитални расходи продолжува и годинава. Па оттука и препорака до властите да ги издвојат овие трошоци од оваа ставка за таа да се исчисти од расходи кои во суштина не припагаат во оваа група, односно го замаглуваат квалитетот и го зголемуваат квантитетот на сметката. Она што според меѓународните сметководствени стандарди се смета за капитални инвестиции се градежните објекти во кои спага изградбата на секаква јавна инфраструктура. Кај овие инвестиции, истражувањето евидентира слаб раст последните 5 години, додека тековните трошења забрзано растат. Истражувајќи ги последиците од енергетската криза, наудите на Центарот за граѓански комуникации откриваат дека токму преку капиталните проекти, граѓаните платиле висока цена, односно не ја добиле ветената инфраструктура. Според наудите, жртвувани биле капитални проекти во вредност од најмалку 220 милиони евра. Истражувањето покажува дека голем дел од предвидените капитални инвестиции не биле реализирани и на централно и на локално ниво. Кога станува збор за централно ниво, секако станува збор за изградба на нови здравствени објекти, понатаму реновирање на постојните објекти, како што е нови кровови, нови операциони сали и така натаму. Потоа имаме значајни, евидентирано значајни проекти во областа на социјалната заштита, како што се изградба на нов дом за стари лица, понатаму изградба на неколку детски градинки, изградба на објект за лица со посебни потреби и слично, и тоа секако станува збор за милионски проекти кои на крајот нели требале да придонесат кон подобрување на здравствената и социјалната заштита на жителите на оваа држава. Што се однесува пак на локално ниво, станува збор за проекти кои биле главно насочени кон изградба на улици и патишта, и сега вредносно да кажеме дека капиталните инвестиции кои требало а не се реализирале на централно ниво ги проценуваме на околу 170 милиони евра, а на локално ниво станува збор за околу 50 милиони евра. Што се однесува до директните трошоци за енергија, истражувањето открива дека за таа цел се потрошиле 4 пати повеќе народни пари отколку на пример за градежни објекти. Според нашите пресметки, кризата во 2022 година не чинела најмалку 300 милиони евра. Во овие 300 милиони евра се субвенционирањето на АД електрани во вредност околу 230 милиони евра и остатокот се однесува на плаќање на зголемените сметки за електрична и топлинска енергија на државните институции на централно ниво. Дополнително да кажам дека поддршката на АД електрани се случувала и пред буџетот во 2022 година, односно во последниот квартал од 2021, кога се започнува енергетската криза, значи пари над 80 милиони евра биле дадени веќе на АД електрани, а овој процес на поддршка продолжува и во 2023 година, што значи дека, да кажам, трошоците на енергетската криза би можеле да ги сведеме веќе на износ околу 400 милиони евра. Имајќи ги предвид наодите од истражувањето, Центарот за граѓански комуникации има неколку препораки до властите во насока на подобрување на транспарентноста, но и начинот на трошење на народните пари. За да се даде еден објективен приказ на состојбите и што е тоа што навистина од буџетот се инвестира во интерес на граѓаните, потребно е да се направи едно своевидно чистење, условно кажано, нели, и допрецизирање на расходите кои можат да влезат во капитални расходи. И секако овде не само она што рековме неправилното книжење на дел од расходите, туку потребно и да се направи едно длабинско ревидирање општо на тие буџетски ставки во насока на тоа дали набавката на сите возила е оправдана да влезе во капитални расходи, кога, да кажам, други наши истражувања покажуваат дека најголем дел од расходите за набавка на возила се однесуваат на патнички возила. Ништо капитално нема во патничките возила. Може да го сметаме за капитална инвестиција ако се набавуваат сервисните возила кои треба да придонесат кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, да кажам, дали станува збор за здравствена заштита или противпожарна заштита и така натаму. Понатаму, кога велиме опрема, треба прецизно исто да се утврди кој вид на опрема може да влезе во капиталните расходи, а што е она што е тековно за и го трошат самите институции за своето тековно работење и треба да се исклучи од оваа категорија. Целта на ваквото, да кажам, реално прикажување на капиталните расходи треба на нас граѓаните да ни овозможи да имаме поголем увид и да видиме навистина колку тоа што се троши на ниво на државата е во наш интерес како граѓани, за да на тој начин да го зголемуваме притисокот врз власта, да ги намали
на можностите за нерационално, неефикасно, па дури коруптивно трошење на јавните пари. Потребата од еден ваков пристап е наметната не само заради тоа што државата од година во година троши се повеќе, не само заради тоа што државата од година во година е се позадолжена, туку гледаме дека веќе почнува да расте притисокот и потребата и од зголемување на даночните зафаќања. Во услови кога имаме навистина толку голем процент на сиромашни граѓани и кога веќе животниот стандард и однака на граѓаните на нашата земја е сериозно загрозен, на тамошните даночни оптоварувања може да влијаат сериозно, да кажам, загрижувачки за нашата иднина. Господин Ацевски, добар ден. Благодарам што сте дел од Агенда 35. Водите институција која што е многу важна за транспарентноста и за начинот на трошење на јавните пари. Колку сте задоволни од тоа како институциите ги имплементираат вашите препораки? Добар ден, поздрав до вашите гледачи. Јас би сакал да изразам благодарност за вработените во Државниот завод за ревизија, бидејќи државната ревизија е тимска работа и секако резултатите кои што ги остваруваме во суштина се темели на работата на вработените во Државниот завод за ревизија. Секоја ревизија за која што се припрема конечен ревизорски извештај содржа одредени препораки кои што се однесуваат на субјектите предмет на ревизија, но во исто време се однесуваат и на други надлежни органи кои што треба да преземат мерки по дадените препораки. Ако направиме анализа од она што значи годишен извештај за работењето на Државниот завод за ревизија во текот на 2020, 2021 и на новиот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија за 2022 година, ќе се констатираме дека степенот на преземени мерки по дадените препораки изнесува над 80%, што сепак представува висок степен на преземени мерки по дадените препораки, висок степен на преземени мерки по дадените препораки, што во суштина додава една додадена вредност од самата извршена ревизија. Минатата недела беше комисиската расправа за ужасниот скандал со клиниката на онкологија. Вие таму кажавте нешто што навистина ми го привлече вниманието, а се однесува на политичката одговорност како концепт. Рековте дека таа е залудна доколку нема на крај функционален систем кој што навреме ќе испорача услуга или грижа за граѓаните. Како да се создаде овој функционален систем и како институциите да можат да ги испорачаат овие услуги? Што впрочем значи мојата порака. Неоспорно е за утврдување на политичката одговорност. Меѓутоа ние како систем, како држава, треба да се трудиме да обезбедиме средства за задоволување на потребите на пациентите кои што им е потребна таа биолошка терапија, бидејќи ирелевантна е политичката одговорност, а како држава не обезбедиме потребната количина за биолошка терапија на сите пациенти кои што им е потребна. Остварев телефонски разговор со директорката на клиниката кој што во овој момент раководи со клиниката. Сакав да ги расчистиме различните видувања во однос на што значи потребни средства за биолошката терапија или тој фамозен условен буџет за нарачка на тие медикаменти кои што не се на позитивната листа, и мора да признаеме дека во државата континуирано бројот на заболени од малегни заболувања се зголемува. Аналогно на тоа, потребните средства за набавка на биолошка терапија во континуитет ќе се зголемува. Мора да го поздравиме тој чин на државата што одвојува повисок износ на средства, но мора како општество и како држава и како надлежни институции да се залагаме нивото на потребни средства да биде на она ниво во кое што во суштина треба да се обезбеди биолошка терапија на сите оние пациенти кои што им е потребно. За жал, во преходниот период имаме констатирано состојби во кои што отсуствуваат одредени правила и политики на начинот на доделување на таа биолошка терапија. За жал, имаме узурпација или да речеме монополска позиција, каде што само две лица одлучувале наместо да одлучува стручниот колегиум. Известен сум од директорката и од тоа го пишува и повратните информации доставени до Државниот завод за ревизија, дека се преземени мерки за драфтирање на одредени политики и мерки и патокази на начинот на доделување на таа биолошка терапија. Меѓутоа се уште тие не се официјални, бидејќи постои одредена процедура и правила на постапување како се носат тие политики, а и во исто време известен сум дека наместо досегашната пракса воспоставен е нов начин во кој што имаме стручен колегиум, односно конзулиарно мислење, каде што одлучуваат повеќе лица за тоа кој треба се да ја прима таа биолошка терапија.
Да, можеби на починатите или на нивните семејства политичката одговорност нема многу да им биде утеха, но колку е важен концептот на одговорноста и казнивоста за да оние следни раководни лица кои што ќе дојдат на тоа место или следните власти, знаат дека не може да помине наказнато било каква злоупотреба. Одговорноста е многу значајна. Не ја понижуваме, ниту не ја занемаруваме. Ако ја погледнете дефиницијата за корупцијата, согласно декларацијата на УНДОК на Обединетите нации, значи монополот плюс дискреционите властувања минус неодговорноста е еднакво на корупција. Тоа значи дека мора да постои одговорност, мора да се утврдат чинителите кои што ги злоупотребиле своите позиции, кои што невозможеле сите условно кажано сомнежи кои што доведуваат во јавноста за сето оваа состојба и мора да има епилог целокупната состојба. Меѓутоа велам, тоа е условно кажано дека сепак за пациентите како држава, како институции треба да се грижиме да обезбедиме доволно средства за да добие секој нешто што му е потребно. Не само онколошката терапија, може да забележите сведоци сме дека имаме континуирано побарување и на пациентите кои што се заболени од диабетис, кои што исто така имаат одредени проблеми. Потоа имаме пациенти кои имаат ретки болести и така натаму, кои што имаше одредени побарувања во јавноста и се уште искажуваат очекување дека државата ќе ги задоволи нивните потреби. Основен проблем кој што ние години назад, тоа може да се навратите и од 2008, 2009, 2012, 2017, 2019 и така натаму, постојано укажуваме дека Министерството за здравство подготвува одредени годишни програми согласно одредбите на Закон за здравствена заштита, ги да доставува до владата и тие од страна на владата се усвојуваат и понатаму се препраќаат на имплементација кои одредени јавни здравствени установи. Но што е клучното прашање? Имаме утврдено поголем број на активности без да се обезбедат потребните средства. Во такви услови, во кои што не се обезбедуваат доволно финансиски средства за имплементација на активностите пропишани со таквите годишни програми согласно одредбите на Закон за здравствена заштита, ние и понатаму како држава го продолжуваме јазот на негативни финансиски резултати на работењето на јавните здравствени установи, на создавање на оврски кон правните субјекти кои што ги дистрибуираат потребните лекови и медицински материјали, а со тоа и создавање на дополнителни трошоци на име камати, судски трошоци и така натаму и на крајот понеквалитетни здравствени услуги кон граѓаните. Затоа велиме дека крајно време е дека треба да се размисли за начинот на структурирање на таквите годишни програми, за начинот на структурирање и обемот на активностите кои што треба да се направат, но во исто време да се обезбедат потребни финансиски средства за вистинска имплементација на таквите активности. Но не се сите институции нефункционални. Вашата институција, например, важи за функционални и како таква е призната и дома и надвор. Колку се важни телата како вашето, вклучително и Државната комисија за спречување на корупцијата, за една демократија и за доброто владење? Не само регулаторните тела, сите институции во јавниот сектор во суштина мора да обезбедиме непречено функционирање и извршување на со закон надлежностите и мора да покажеме еден висок степен на ориентираност кон граѓаните. Во суштина да обезбедиме сигурност на давањето на испораката на услугите кои што сите јавни институции треба да ги испорачаат во континуитет и со висок квалитет. Значи граѓанинот треба да чувствува дека во суштина државата постои за граѓанинот, а не обратно, и дека јавните институции постојат за граѓаните, а не граѓаните за јавните институции, бидејќи сите ние се финансираме од даночните врзници, а во суштина граѓаните се даночни врзници. Само на тој начин, кога граѓанинот ќе свати дека има квалитетна и навремена и континуирана услуга која што му се испорачува, тој нема да се постави прашање дали сака да ја подмирува врската кон државата или не. Но додека надвор сте фалени, дома властите, како да не им се допаѓате, односно не им се допаѓа вашата работа, во многу јавни изјави во последниот период слушаме прилично силни напади кон овие независни тела. Имате ли политички притисок, чувствувате ли политички притисок и доколку да, од каде и како се справувате со него?
И релевантно е дали се допаѓаме на извршната власт или на законодавната власт. Битно е да ги извршуваме со законом делегираните надлежности. И релевантно е дали постојат влијание или не. Битно е интегритетот на менеджментот со кој што раководи со одредена институција. Во овој период мислам дека докажавме дека може да се справиме со сите активности, докажавме дека може да се работи поинако, докажавме дека сме институција која што е на вистинскиот пат, докажавме дека сме институција лидер во државата и во регионот и пошироко, и мислам дека со право може да се носиме и со врховни ревизорски институции кои што се членки во Европската унија и пошироко, и одредени наши искуства се користат и во другите врховни ревизорски институции кои што се членки во Европската унија и пошироко. Колку е важно институциите да бидат транспарентни, отчетни во начинот на трошење на јавните пари, за граѓаните да знаат дека на вистина како даночни обврзници, како што рековте, парите, нивните пари се правилно наменети. Мојот постулат во суштина секогаш укажува на тоа, дека граѓанинот понекогаш е подготвен да плати и поскапа услуга, но само да знае дека таа услуга ќе биде со висок квалитет и навремено дадена и во континуитет. Дека не може да ти телефони. Апсолутно. Погледнете ги нашата веб страна, погледнете нашата Facebook страна и може да заклучите. Јас имам одредени материјали кои што ги земав и може во суштина да се забележи. Ова е состојбата на нашата посетеност на веб страната започнувајќи од 2020 до 2023 година. Тоа укажува на нашата посветеност колку не е значајно информацијата за начин на користење на јавните средства да ја пратиме до медиумите, до граѓаните и до даночните обврзници. И може да забележите ако дека во 2020 сме имали 48.000 посетители, во септември 2023 година веќе имаме 106.000 посетители, што значи 2,5 пати поголема посетеност на веб страната за само две години. Тоа укажува сериозна посветеност и на единицата за комуникација на вработените, за што јас изразвам посебна благодарност, укажува сериозност и посветеност на вработените кои што ги подготвуваат конечните ревизорски извештаи, но покажува сериозност и посветеност и на менеджментот. Еве покажува на што вие го кажувате во однос на ајде како што вие велите случувањето со клиниката за онкологија, може да забележите дека за еден случај кој што го објавивме конечниот ревизорски извештај, има преку 33 објави во медиумите и така натаму, што укажува на сериозноста и на значењето и квалитетот на информациите кои што ги пласира Државниот завод за ревизија. Верувам дека ја следевте дискусијата во Комисијата за финансирање и буџет и дискусијата во анкетна комисија, и досега никој не го постави веродостојноста, вистинитоста на доказите и податоците кои што се искажани во конечниот ревизорски извештај, а самиот факт дека нема доставено забелешки по конечниот ревизорски извештај зборува дека одговорните лица и менеджментот на институцијата се согласиле со утврдените состојби. Ќе ве навратам на точно на трошењето на јавните пари. Имаме тема околу каматите. Значи, нашата држава плаќа големи камати за кредитни линии, кредити кои што не се до крај искористени. Еден од вашите ревизорски извештаи покажува дека 26 милиони евра се плаќаат за камати, за кредити кои што институциите не можат тие пари ни да ги повлечат, а каматите си течат. Како го гледате овој проблем? Ми представува чест и задоволство што го поставивте ова прашање. Бидејќи да бидам искрен, ова прашање заслужува повеќе внимание од колку платите на функционерите. Во последно време повеќе медиуми се занимаваат со платите на функционерите и слушам изјави како да е она што ќе се намали платите на функционерите, ќе се стават за одредени програми, за мерки и политики за поддржување на правните субјекти и одредени политики на граѓаните или одредени политики на правни субјекти во одредени области. За жал, во содржината на конечниот ревизорски извештај за извршената ревизија на буџетот на државата имаме констатирано дека државата во овој период, односно заклучно со 2023 година, има платено преку 26 милиона 238.200 евра за платени камати, трошоци за неповлечени кредити од 12 институции кои биле предмет на ревизија. Дали платите на функционерите во нашата држава се поинтересни од ова што во суштина имаме одлив на огромни средства
во меѓународните кредитни институции, каде што имаме забавено темпо на капиталните инвестиции и каде имаме сериозни проблеми во единиците за спроведување на проектните активности. Значи, пред вие да реагирате во тој ревизорски извештај, практично никој не забележал дека толкова сума на пари плаќаме за камати, за џабе? Може би забележал, меѓутоа тоа не беше соопштено во јавноста. Ревизорскиот извештај кој што се однесуваше на капиталните инвестиции беше доставен и до Генералниот секретаријат на владата, до сите надлежни институции, но и до подпредседателот задолжен за добро управување господјата Славица Гарковска. Во нивна заедничка координација и со кабинетот на подпредседателката и со вработените кои што работеа на овој конечен ревизорски извештај и дел од менаџментот кој што е присутен во Државниот завод за ревизија се подготви посебна информација за начин на користење на овие средства и врз основа на таквата информација владата донесе заклучок во кој што е констатирани се 17 заклучоци и се задолжени конкретни институции, вклучувајќи во кабинетот на председателот на владата, за да се преземат конкретни активности за надминување на наведената состојба. И велам дека крајно време и надлежните органи и одредени синдикални организации и одредени други невладени организации да се занимаваат со круцијалните прашања во државата, а не со парцијални решенија. Се до тоа упатува дека во суштина ако сакаме да ги решиме одредени проблеми, треба да се проучуваат ревизорските извештаи, треба да се проучуваат предлог законите кои што во суштина ќе создадат подеднакви услови. Да бидеме сосема јасни и разбирливи. Еднаш за секојаш во нашата држава мора да се создаде систем на вреднување на трудот и она што значи барање уравниловка на вреднувањето на трудот ќе донесе поголема состојба која што се наоѓаме во денешни услови, односно и оние вработени кои што работат честно и професионално ќе ги натераме сакали не да не работат и да не ги даваат очекуваните резултати. Со еден збор, доста е веќе од барање на подеднакво покачување на платите, него треба да создадеме систем на мерит вредност, односно систем на вреднување на трудот. Секој колку што ќе вложи и колку ќе даде резултати, толку треба да добие на први. Моето последно прашање е за скрининг процесот. Во моментов се одвива, вие и вашата институција честопати сте во Брисел. Како гледате на овој скрининг процес и колку практично ви помага во вашата работа? Видете, се до тоа е добра активност, меѓутоа понекогаш сум изненаден и од меѓународниот фактор. И јас често пати зборувам и немам намера да се воздржам од тоа што го мислам. Во скрининг процесот има одредени барања кои што се бараат да се исполнат од Државниот завод за ревизија. Најновото барање е во суштина да се изврши ревизија на сите единици на локална самоуправа и градот Скопје, тоа е 81, и да се изврши ревизија на сите јавни предпријатија на централно локално ниво и на сите акционерски друштва во државна сопственост. Тоа е барање кое што се држано во скрининг процесот. Од друга страна, во текот на вчерашниот ден има изјава од експертите ангажирани од Европската унија во која што кажува дека тоа е невозможна мисија, па вие подгответе одговор, ви кажете дека не може да го исполните тоа и дека не е целисходно и така натаму. Таквите диаметрални ставови јас не можам да ги разберам и не се разбирливи кога доаѓаат од иста институција. Или треба да го направиме тоа, и државата наша треба да преземе активности, да даде доволно човечки ресурси за сето тоа, да даде доволно финансиски средства и да даде доволен рок. Јас ми требаше една недела да се убедувам со надлежното министерство дека тоа не може да биде во 2025 година, бидејќи сакаа да го стават како рок во 2025 година, барав да биде тоа 2030 година, бидејќи ниту ревизор, ниту инспектор, ниту внатрешен ревизор, ниту сметководител не се создава за една година. Тоа се професии кои што се градат и треба искуство. Секој нешто мисли дека за една ноќ или за една година ќе создаде услови да бидат обучени ревизори, дека ќе ги офатиме сите општини и градот Скопје и сите јавни предпријатија со постојниот број, се лаже. Односно, не ја кажува вистината, има погрешна представа или не знае што значи државна ревизија. Ви благодарам за пораките, се надевам дека оваа порака ќе биде примена следветно таму каде што треба и благодарам за интервјуто. Ви благодарам вам и ми беше чест и задоволство.
Следната недела се гледаме повторно во нашиот нов термин. Петок, 20 часот и 15 минути на Македонската радиотелевизија. Останете со нас.